Океј, тоаш кажи ми дали е противзаконски да се постави хидрофорна пумпа во приватен објект? Не. Зашто општината нас ми ја одби нашата иницијатива? Затоа што немаат волја да реализираат едноставен проект. Со милион денари годишно може реално да се обслужат 30 влеза, со кои што ќе субвенционира општината, ќе се постават пумпи и ќе се реши проблемот. Веднаш што треба да се направи промена, најпрво сообраќајната култура ни е катастрофа. Има мали дечиња кои што навечер излегуваат со тротинети, со точаци. Исто така контејнерите во зградите во Новоселски пат во Даме Груев се ставени веднаш до улицата на самиот тротоар, не може никој да помине тука. Пак се полни контејнерите, општината се вади дека е ненадлежна. Контејнерите се преполни сегде пред секоја зграда и пред секоја улица каде што има некој поголем простор. Општината е надлежна за сите жители на општина Ѓорче Петров. Општината мора да се снајде, мора да најде волја и сили да го ичисти ѓубрето. Плюс во еден момент кога тргнаа сите градоначалници Скопски за да ја покажат наводната неспособност на градоначалничката на град Скопје, тргнаа со камиончиња да ги чистат контејнерите. Со тоа апсолутно се поби, се направи преседан и докажа дека тие може да ги чистат контејнерите и ѓуброто и хаосот кога што се наоѓа општина Ѓорче Петров. Општината треба да се представува едно мало градче, кој што ќе се грижи за своите жители, за своите граѓани. И многу општини во странските држави се има така, затоа ни се нарекува локална самоуправа. Тогашните ингеренции на општината може да се бидат преземени за да се среди секоја работа, вклучително и ѓубрето во контејнерите кои што сега и мириса и тече и се собираат животни околу него и шири непријатна мирис. Цело време ни ветуваа дека ќе биде нешто со таа културна сала, дека нешто ќе се направи. Видеа докаде. Значи неотворено само може, да? Неотворено само, ама затворено не. Ама каде? На луѓето им треба собир, не им треба отворено. Кај малиот иде во градинка? Да бе, добар е, супер, иде во градинка, меѓутоа премногу деца и хаос, еве, Да, пак е групите болен. огромни. Да, по две негователки се од 30 до 40 деца. И мали плати земаат. За тие жени мислам дека треба и бенефициран стаж да се даде, но таква е А ситуацијата. како е ветираат уште со околу хигиената, да носите Да, материјали секој за ден си дечињата? носиме 3 пелени, секој месец влажни марамици. Знаеш дека креми. кажа дека ние поднесовме таква иницијатива во своето да ни кажа дека живееме во утопија, зашто сакавме да ги укинеме, да биде тоа на товар на општината финансиски, градинките да се бидат обезбедени, хигиенски, да има играчки нели соодветни за дечињата, да бидат опремени градинките, да не се става на товар на тоа е сепак јавна услуга и се става огромен товар на родителите. Некој може, некој не може да си приушти, некој има повеќе деца, близначиња, тоа што идат во градинка. Значи, и во утопија сме живееле и дури планира да ја зголемат партиципацијата во градинките. Да.